Денес е Светски ден на срцето, символот на љубовта и енергијата, но и најголемата причина за смрт кај луѓето. Над 60% од сите смртни случаи се последица на застој на срцевиот мускул или инфаркт, а речиси секој втор човек над 50-60 годишна возраст прима некаков вид терапија за срцеви тегоби. Да, користам. Користам и то доста лекарство. Користите лекарства? Користам, како не. За се. Се ќе одам да земам од доктор Златко да ми препише лекарствата. За шо? За срце? За срце, за притисок, за други работи. За лекарите причини за ова има многу и сите се поврзани со животните навики. Лошиот начин на исхрана, седечкиот начин на живот, животните навики како што се пушењето кое е во страшно голем процент во нашата земја во однос на некои држави, потоа гојазноста, посебно која се повеќе се појавува пак кај младите, начинот на рекреација и сваќање на културата кон движењето. Како навреме да се препознае сериозна опасност поврзана со отежнатата работа на срцето. Препознавањето е со веќе првите симптоми на болки во граите, болки во рацете, главоболки и слично. Брзата реакција е клучна за спаси живот, но за да не дојде до тука, мора да се сменат многу секојдневни навики. До нашите граѓани апелираме навремено да се при секој симптом јавуваат кај матичните лекари и кај специјалистите. Секој од нашите граѓани да знае колку му е холестеролот, колку му е притисокот, колку му е шеќерот. Сите наши граѓани да ги мобилизираме за физичка активност. Пушењето мора да се сведе и да се врши пропаганда против него. Советите на лекарите ги потврдуваат и оние кои со срцето немаат проблеми. Тврдат навиките ги ставиле во функција на здравјето. Па физички ептен активни, нонстоп сме на стазата, движиме се, рекреираме се, а у години сме. Препорака само физичка активност. Човек отиде ли у пензија, треба да се откаже од многу пороци, али од физичката активност никако. Со таа физичка активност користиме секојдневно. Грижата за здравјето, како и за целиот кардиоваскуларен систем е особено важна во денешнава пандемија. COVID-19 најсилно удри по оние со слабо срце, па и нивниот број меѓу починатите е најголем.